Сега, ако успевате да се сетите, ако не, јас ќе направим едно мало резиме на тоа што го поминавме некаде, таму беше ноември минатата година, застанавме некаде со книгата «И ти можеш да одиш по вода» од Томас Дејвис, обработувајќи ја таа книга глава по глава. Денеска и можеби 2 глави така комплетно заедно ќе ги завршиме, ќе ги поминеме. Но да се подсетиме, рековме дека верата е што? Верата е одење по вода. Правење на она што е невозможно за човек. Како што е Петар единствениот од луѓето кој што зачекорил по вода, така и ние можеме да правиме чуда, односно Господ преку нас да прави чуда. Нешто што е невозможно, меѓутоа за него се е можно. Еве како што Петар го одржувала таа вода на површината, знаеме што е водата и каква е. Че верата ја споредивме со одење на вода. Потоа рековме дека верата е еднакво и е исто што и преданоста, исто што и послушноста. Дори во некои јазици од јужноамериканските, значи некои од мексиканските тамо тие јазици, едноставно постои само еден збор, кој што е и за вера и за послушност. Истиот збор. Сакајќи да каже дека тоа е едно те исто. Потоа верата ја гледа повисоката реалност. Се би дал, кога би можел секој ден, да можам да гледам со тие очи на верата. Тоаш навистина ќе бидеме секојаш храбри и силни. Затоа што, знаете, ние често пати некои делови од нашата реалност можат да ни исплашат, можат да ни изведат од такт. Што би рекле ако сте обколени со непријателска војска и тоа илјадници, како Елисеј во Дотан. Односно неговиот момок е проблемот кој што не гледал со тие очи на верата, па Елисеј се молил за да прогледа и кога прогледал, кога ја вишел таа виша реалност, или повисока реалност која ги забележал оние небесни војски, тоаш било многу поинако. Навистина, Господ нека ни даде таква цврста вера да можеме да ја гледаме секојаш таа повисока реалност, односно да гледаме она што навистина не се гледа со обично око. Надевајќи се и подпирајќи се на неговите ветувања и неговите зборови. Тоа е верата. Елен Вајд вели во еден свој цитат: фаќање за Божјата реч и едноставно целосна сигурност дека она што тој го рекол, тоа и ќе се исполни. Тоа е верата. А Господ не е човек па да лаже. Потоа видовме дека сомнежот знае да биде голем проблем, и сомнежот и верата една со друга се јадат, или сомнежот јаде верата или обратно. И го видовме Петар како после неколку сигурни чекори, што од сомнеж, што од само праведност, оно само достатност да кажеме, или од желба да се пофали пред неговите другари, од останатите ученици во коработ, нешто од страв од брановите и сомнежот се јавил веднаш тука, едноставно почнал да тоне. Значи, наши непријатели, се сомнежот, само достатноста, само праведноста. Потоа видовме дека не можеме да чекориме по водата со собствена сила. И видовме дека навистина ние, какви што сме, по природа не можеме да одиме по вода, тоа е невозможно за човек. Меѓутоа, во следната глава, после тоа видовме дека можеме да одиме. Дори самиот наслов на книгата е «И ти можеш да одиш по вода». Не само Петар. Но тоа го можеме само со Христа и Христовата сила. Гледајќи на него како што Петар доека гледал, сигурно чекорал. И сега ова вечер ќе издвоиме две работи кои што исто така може да се појават во нашето искуство на одење по вода. Едната е: Петар е единствениот, спомнав, кој што одел по вода. Но, да се запрашаме, дали може ли другите ученици да тргнат и да одат по водата? Че останале другите во коработ. Дали бил Петар предодреден
да оди по вода или може ли другите? Значи, Петар не е единствениот кој што можел, може ли и другите? Зарем не можел секој од нив да рече, Господи, како се рекол Петар, ако си ти, нареди ми да дојдам по водата. Исус се што кажал, му рекол, дојди, и Петар тргнал. Можел секој да го рече тоа. Не само Петар. Сега, тука можеме да претпоставуваме да кажеме дека може би овие останатите имале помалку вера. Меѓутоа и не мора да значи. Најме Петар дека бил секојаш брз, секојаш прв. И тргнал, и чекорил се додека не почна да се сомнева. Значи, оној кој што оди по вода има проблем со текот на тоа негово одење по вода, или зборуваме, нели, во преносна смисла, во оној наш духовен живот, може да дојде миг во неговиот живот кога ќе си помисли дека можеби тој е единствениот кој што оди по вода, од прости причини што да речеме, тој научил некои стандарди, некои начин на однесување и така натаму, а ќе забележи некогаш дека сите околу него, во црквата, браќата, сестри, се однесуваат поинаку. Онакако што не треба, да речеме, во сабота. Прават нешто што можеби не треба да прават, и сега постојат две опции тука. Меѓутоа, она за кој што сакам да зборуваме е да тој кој што оди по вода може да се почувствува дека е единствениот што оди по вода и тоа може да делува депремирачки на него и обесхрабрувачки. Јас верувам дека вакви искуства имаме и ние. Јас сум доживел тако нешто. И дури сум си мислел во тие мигови да не претерувам јас случајно. Да не сум јас ситничар, да не сум јас фанатик. Па правам нешто и од другите, што сум јас повеќе од другите, па нели си другите и они нормални нешто. Што јас сега тука нешто сум поинаков. Да, може да дојде до таква ситуација. Да се сетиме на Илија. Значи, вие може да дојдете во опасност да се разочарате и да се повлечете во својата пештера под наводници. Што направил Илија? Претходниот ден голема победа на Кармел. Веќе следниот ден тој во бегство и сега не се сеќа, меѓутоа баги километри изодил и може и ги трчал. Се изморил, бил и гладен и се нашел во пештерата. И не излегува од пештерата. Разочаран. Зашто? Што мислил Илија? Илија мислил дека ниту еден веќе нема верен. Сите се испоубиени, сите умреа, нема никој, само јас останав. Така му се обрке на Господа. Еве да читаме еден од цитатите во Пророци и цареви. Вакво нешто, внимавајте, значи Господ не става на проба. Читавме, мислам дека тоа беше, кој беше стих? Знаејќи дека проверката, значи во Јаков 1.3.4. Господ не става на проба. А има цитати, еден куп цитати има, кај што Елен Вајд вели дека мнозина од нас, посебно во последно време, или било кога, од нашето одење по вода може да се најдат токму во таква ситуација кај што ќе мора сами да стојат и да ја бранат вистината. И тоа е тешко, тоа не е лесно. А времето кој што доаѓа пред нас е баш такво време и ќе има и текако прилики за такво нешто. Еве, еден цитат, значи, од Пророци и цареви, во склоп на она што го доживел Илија. Не е далеку времето кога секоја душа ќе биде ставена на проба. Секоја душа ќе биде ставена на проба. Зошто? Па затоа што Господ сака да извади она злато од нас, сака да не прочисти, сака да не усоврши. Од нас ќе се бара да ја празнуваме лажната сабота. Ние тоа го знаеме, дека такво време иде. Дури во некои цитати Елен Вајд кажува дека и од нашите проповедални ќе се повикува да се држи лажната сабота. Дури до тоа нешто ќе дојде. А како тргнала работата, како што некои викаат, пак ќе кажам, без оглед, мислам не именувам никакво име, не кажувам, меѓутоа ќе ви текне, вие сте паметни. Некои велат дека оваа црква немало иднина. А што правиме? А ја вака би рекол, значи,
токму онаа црква која што чекори кон Рим, нема иднина. И тоа забрзано чекори кон Рим. Таква црква нема иднина. Јас не познавам, барем, не можам да кажам за никој од вас, меѓутоа ние како црква не одиме во тој правец. Не верувам дека одиме во тој правец и нема да дозволиме да одиме во тој правец. Затоа што можеби сите патишта водат во Рим, ама да, точно, сите освен еден водат и во пеколот. Само еден води, тоа е Исусовиот пат во спасение и вечен живот. Христос е вистината, патот и животот. Значи, сите ќе бидеме ставени на проба, од нас ќе се бара да ја празнуваме лажната сабота, ќе се води борба помеѓу Божите заповеди и човечките. Оние кои чекор по чекор попуштале на барањата на светот, сега внимавајте. Ние можеме да кажеме, да, и тоа и изјавивме, ние не чекориме кон Рим. Меѓутоа, ако вие на тие послаби проби, секојдневни проби, попуштате полека, вие си го подготвувате патот за натаму. Значи, оние кои што чекор по чекор попуштале на барањата на светот, кои се прилагодувале на неговите обичаи, побрзо ќе се починат тогаш на светските сили, отколку да се изложат на подсмев, на вредување, опасност од затвор и смрт. Тогаш ќе се покажат јунаците. Во тоа време златото ќе се одвои од троскотот. Затоа се потребни тие проби, затоа време на неволи има, затоа Господ го одвои златото. Вистинската побожност јасно ќе се разликува од лажната и привидната. Значи, тогаш веќе ќе имаме целосно одвојување на житото и троскотот, или златото и троскотот, тогаш ќе биде јасно кој е кој на чива страна е. Ке потонат во мрак многу звезди на чии сјај сме се воскитувале. Оние кои се кителе со украсите на светилиштето, но не се облекле со Христовата праведност, ќе се покажат во својата голотија. Помеѓу жителите на земјата, растурени по сите краишта на светот, живеат луѓе кои не ги свиткале колената пред Ваал. Значи, може би ќе се најдете и сами во вашата средина. Но не заборавајте, Господ му одговорил на Илија дека има уште 7.000. Не знам колку милиони бројал Израел и кој процент е тој. Има уште многу, не 7.000, уште некоја нула можеме да додадеме слободно. Секојаш Господ има свој. И тоа време на неволја ќе ги издвои таквите. Значи има уште многу луѓе кои што живеат во светот, а не ги свиткале колената пред Ваал. Како небесни звезди кои се појавуваат само ноќе, овие верници ќе блескаат кога мракот ќе ја покрие земјата и темнината народот. Во незнабожешка Африка, во католичките земји на Европа и Јужна Америка, во Кина и Индија, на многу острови, во сите мрачни делови на земјата топка, Бог има во резерва мноштво избрани звезди кои ќе блескаат среде мракот и јасно ќе му покажат на отпадничкиот свет колкава моќ на преобразување има покорувањето на неговиот закон. Дури и денес таквите се појавуваат во сите народи, раси и јазици, а во часот на најдлобок отпад, кога сатаната со сите сили ќе се труди да ги наведе сите мали и големи, богати, сиромашни, слободни и робови, под закана на смртна казна, да го примат знакот на подчинетост на лажниот ден за одмор, или живот на зверот, оние верни, вистински Божи деца, без мана, ќе блескаат како видело на светот. Колку ноќта е помрачна, толку тие појасно ќе блескаат. Што би било, значи толку повеќе ќе се издвојуваат од другите. Значи, Божиот народ, ако оди по вистинските стази, ја би рекол, онаа црква и оној народ, кој што има иднина, е тој народ кој што колку доаѓа времето, значи доаѓа
крајот, толку повеќе ќе се издвојува од овој свет, ќе се издвојува од Вавилон и ќе блеска најсјајно во најголемната темнина. А не ќе трепка онака и ќе се помалку и помалку ќе се забележува и може и ќе сгасне, не дај Боже. Што би било кога Илија би го преброила Израел во времето кога Божјата казна се излеала на отпадничкиот народ? Тој би можел да изброи само еден на Господова страна. Само себе се гледал, нема веќе друг. Разочаран во пештерата и не му се мрда од таму. Да, ова често пати знае да не погоди нас. Ке речеме, нема фајде од нешто на вистина. Џабе и се залагам, џабе ова, џабе она, се е џабе што кога околу мене гледам мртвило. Но, кога рекол, јас останав сам, па ја бараа да ја земат и мојата душа, речта Господова го изненадила, но си оставив во Израел 7.000 кои не ги свиткаа колената пред Ваал. Според тоа, нека никој денес не го пребројува Израел, туку нека настојува срцето да му биде месно и полно со нежно сочувство. Срце кое, како Христовото, ќе се заложува за спасение на загубениот свет. Че не е наше да ние пребројуваме, па да гледаме па колку сме, па што сме, и воопшто не обрнувате внимание на тоа, така ете, може би вие сте останале сам. Не. На крајот на Христата Господ е со вас, а таму некаде, ваму некаде, сигурно Бог има уште многу верни своји чели. И една друга работа, која што исто така може да делува негативно. Значи, Петар имал кратка прилика да оди, кратко растојание. Знаеме, неколку чекори направил и почнал да тоне. И фала на Бога што имаме и таква една случка во Библијата, од која што можеме многу да научиме. Меѓутоа, ајде да предпоставиме дека Исус му рекол да оди многу подалеку, или да го прошета цело Галилејско езеро. Од едниот до другиот крај, од север таму кај се наоѓал, значи, како што вели овде, од местото на север на кое што се наоѓале па се до јужниот брег. И што ќе се случувало со Петар? Значи, несомнено знаеме дека на почетокот секој е некако несигурен, чекорите му се несигурни, се привикнува, но поминува 1 километар, поминува 2 километри, 3 километри, како што вели овде на 16 километри било Галилејското езеро, да предпоставим, значи требало да го мине цело. И Петар станува се посигурни, посигурни. И доаѓа момент кога вели, па ја влегов во штос, што вика. Едноставно се навикнува, тоа веќе не е ништо невообичаено за него, веќе има добар тренинг, се навикнал, чекорите му се посигурни, но во моментот кој ќе каже, јас можам и сам, што се случува? Тоне. Една паралела со нашиот духовен живот. Ние некој од нас оди 20, дај Боже да е така, да оди по вода 20 години, 30 или може би повеќе. И може да се случи во еден миг од неговиот живот да каже, влегов во штос, се ми е некако природно, можам и сам. Да, на почетокот беше тешко, па ова, па ваков проблем, па ова треба да оставам, па тоа треба да оставам. Сега сум супер, одам. Зарем не постои опасност за христијанинот кој што со вера некој одредено време оди по вода, да почне да размислува дека она што тој го прави е сосема нормално, дека тоа се случува веќе подолго време, 5, 15 или 25 години, и дека му станало навика, дека е сосема природно што тој е христијанин. Тој веќе одамна ги победил во својот живот гневот, омразата, горчината и гордост. Може би навистина имал проблеми со навиките во јадењето, пример, или со алкохолот, но превзел се што било потребно и сето тоа сега го држи под контрол. И мисли дека се е во ред. Пропешечил веќе многу по вода. И еве ни се дава тука примерот со учениците. Христос ги пратил да го проповедаат Божјето царство и да исцелуваат болни. Лука 9.2 конкретно се наведува. За време на тие своји патувања направиле многу чуда во негово име,
врекајќи му се секојаш многу радосни поради своите искуства. Гледајќи го успехот во својата работа, учениците биле во опасност да си го припишат тоа себе си. А човек е склон на такво нешто. Па видите, го разгледавме случајот на Петра, па тој само неколку чекори што зачекорил по вода, па веднаш почна да се фали, да се врти, да видите ме што можам. Па камо ли километар, 2, 3, или во преносно смисла 10 години сте верник, 20 години, 25, 30, дали е тоа гаранција? Знаете, може некој да рече, па јас сум 30 години во црквата, па сега дошол некој вчерашен, он ли ки ми каже? Не. Ние можеме во секој миг да бидеме сигурни, ама сигурни во Христа, и во секој следен можеме така да треснеме, ако нормално го тргнеме погледот од Христа. Толку сме ние сигурни самите во себе. Гледајќи го успехот во својата работа, учениците биле во опасност да си го припишат себе си, во опасност да негуваат духовна горделивост, што е многу опасно, и така да подклекнат под искушенијата на сатаната. Пред нив се наоѓала голема задача, па најпрво морале да научат дека нивната сила не се наоѓа во самите нив, туку во Бога. Ова е од Копнежот на вековите. И она што е интересно, имаше еден миг во мојот живот, кога едни зборови на една сестра, навистина се обестинија, таа рече вакво нешто. И тоа се однесуваше на мене. Се плашам не се кејам тоа што меѓутоа некако во стилот се плашам да многу те благослови не тргнат во друг правец. Што мислите, дали може ѓаволот да ве куша преку благослови? Многу арно не е наарно. Така, да. Значи, ѓаволот може да не куша и со искушенија, но и преку веќе примените благослови. Тоа може да го прави. Нема благослов што му го дава Бог на човекот, ниту искушение што тој го дозволува, а кој сатаната не сака или не може да ги искористи за да искушува душата. Значи, нема благослов и нема искушение. Кој што значи, ѓаволот едноставно ги користи сите можни средства, дури и самите благослови. И сето тоа со цел да ја уништи душата. Да ја мачи, да ја уништи, само ако му се даде и најмало предимство и прилика за тоа. А јас како што кажам, значи, ние како луѓе сме склони на тоа нешто, знаете, еден благослов, друг, трет благослов и одеднаш вие сте во облаците и си мислите дека, како мене верен нема, значи, еве Господ ме наградува, благослов преку благослов. И следниот ден можете да паднете така ниско. Затоа, колку и да е голема духовната светлина на еден човек и колку и да ужива тој во божествениот благослов и во милоста, сепак треба да оди понизно пред Бога. Значи, ние треба секојаш да се задржиме ниско, понизно, знаејќи дека сето тоа што го добиваме е од Господа и не се тоа наши заслуги. Се што заслужуваме сме заслужиле преку Христовата жртва. Врз основа на неговите заслуги. Значи, сепак треба да оди понизно пред Бога, барајќи со вера тој да ја насочува секоја негова мисла и да господари над секој негово чувство. Еве, нешто поврзано со некои од темите што ги имавме во јануари. Значи, барајќи со вера тој да ја насочува секоја негова мисла и да господари над секој негово чувство. А токму мислите и чувствата во време на благослови можат далеку да одлетаат. Кај што не треба. Тоа беше цитат од Патриарси и пророци. Додека гордоста има изворена способност во човекот да предизвика лажно чувство за самиот себе, падот поради таа гордост му нуди можност да ја согледа својата надуеност, своите идеи, својата лудост, своите илузии, како ништо друго. И затоа Господ не дозволува такви падови. Да се сетиме на Навуходоносор.
тој сметал дека тоа што го постигнал се како резултат на неговите заслуги. Огромно царство, силно царство. Вавилон толкав град. За да трусне така ниско да бил станал животно, буквално 7 години, колко беше. Пасал трева. Како што знаеме на смеја да кажеме, се вратил на свежа храна, па затоа му дошел умот, значи, јадејќи трева. Како и да е, му дошел умот. Ама, после падовите се за тоа многу често, значи, а доколку научиме лекција од тоа нешто, пазат. Ако не сме научили тоа, Господ пак ќе дозволи да паднеме на истата работа. А како беше онаа мудрост, мене едно од поумилените, затоа што јас сум искусил такво нешто, кој што ќе се спрепне 2 пати од еден ист камен, заслужува да се скрши ногата. Значи, тој не научил лекција. А ние како народ, да не забравяме, ние повторуваме истата историја како и Израел, ако не сме и бетер. Затоа Исус дозволува да дојде понижување, за да го разбуди, да ја согледа опасноста во која се наоѓа и својата потреба. Ако после падот се покае и повторно му се врати на Христа, научил вредна поука и станал посилен отколку пред искуството. Че видите како стануваме посилни. Зато се потребни тие падови. На крајот на крштата праведникот и 7 пати паѓа, но пак станува. И тие падови се за негово добро. Тој научил многу нешто од тоа. Денеска Олгица кажа, сестра Олгица кажа една добра работа. Мислам дека може би не ја дополни, меѓутоа јас во мислите си ја дополнив, која спомна дека сите оние цела онаа збирка на пословици од Соломон, тој ги напишал од искуства меѓу другото. А тој ни дал, значи, такви бисери на мудрост, преку неговите пословици, да ние бидеме уште по-мудри, зашто мудар е оној кој што се учи на туги грешки, што често пати не сме, затоа што треба ние да паднеме, треба ние да си ја скршиме ногата под наводници и тогаш да научиме лекција. А зашто? Не мора. Во Библијата имаме примери, искуства, секакви, за секоја животна прилика. Значи, после секој пат, ако се покаеме, ако ја научиме лекцијата, ако се вратиме кај Христа, ние стануваме посилни. Посилни за едно ново искуство, посилни во верата. Знаеме како следниот пат да се однесеме во дадена ситуација. Ги забележал, значи, своите мани и потребата да се подпира на Христа, а Христос токму тоа и го сака. Да сватиме колку сме ништожни и колку ни е потребен тој. Мора исто така за секојаш да ни стане јасно дека христијанинот не може да научи да го победува гревот во своја сила. Тој никогаш не може да развие способност со кој што би можел да ги држи под контрола своите морални слабости. Никогаш. Тоа може да го постигне само во силата на Духот. Значи, две опасности, кои што ги наведовме оваа вечер, накратко да ги повториме. Најнапред, да се најдеме осамени во нашиот од по вода и да се разочараме за тоа што ете сите отишле далеку, а само јас останав верен. Тоа дори може да делува исто така на гордоста, факт е, но може и да не разочара и да се затвориме во нашата пештера и да не ја вршиме работата која што Господ ни е дал, посебно во ова последно време. Знаете ли како Господ го извадил Илија од пештерата? Знаеме со оној тивок глас, меѓутоа, што му рекол после? Му дал задача. Што му рекол? Во кратки црти, да не повторувам, меѓутоа рекол, оди и врши работата за која што си повикан. Значи, таму кај што застана, продолжи понатаму. Затоа си повикан. Не си за тука. Што правиш тука? Е упатено прашањето до Илија. Во пештерата. Не ти е таму местото. Така и ние. И го охрабрил нормално со тоа дека има уште 7 милен. Значи, никогаш да не се разочаруваме дека може би сме единствените. И втора работа, да во оној од наш по водата не се занесеме и да помислиме дека ете, ние природно можеме да чекориме по вода, без никаква помош
од Господа. Тоа не е возможно, едноставно. Човекот е грешен, човекот е склон на падови и затоа потребно е постојано да гледаме на Христа и постојано да бараме Негова сила во секој искушение. Нека му е слава на Господа за овие прекрасни вистини. Амин.